Да. Еве, подготовките во кујната се веќе при крај, а нашата кујнска маса овде во утринската телма е преполна, како што може да се види. А кога е преполна, се знае дека нагости ни е нутриционист Цвета Динева. Цвета, добре не дојди денес. Добре, ве најдов лелеко. Тезга да отвори. Да, баш е како тезга, но важно е дека е разновидно, дека е сезонско. Како одамна велиш ти, кога има многу бои, значи дека има и многу витамини, така? Минерали. Минерали, витамини, ензими, фибри, енергија, расположение и сето сонце се акумулирало во овие плодови и затоа траат подолго време, нели цело зимо траат. Зелка, например, имаме сите 12 месеци во годината, така? Да. Пролетна зелка, зимска зелка, сега ја киселиме, што треба секое семејство тоа да го прави, затоа што добиваме многу бенефити од киселата зелка, ќе говориме, нели, во рамки на подготовка на нашите салати. И сега јас често пати слушам дека па нема свеж зеленчук зимно време, есено време, нема какви салати сега ќе. Демек нема краставица домат сезонско. Да, и нема што да се прави. Да. Има салата. Еве овие овдека сите осем чери домачето е заради повеќе заради декорација ставено, инаку црвена зелка, зелена зелка, кромит, виолетов, моркови, трупки. Трупките ги заборавивме да ги користиме, полни се со енергија. Нешто што дава страшно фина енергија во овој период, значи тоа се сите тие трупки. Имаме секакви види, или имаш црна трупка, црвена трупка, овдека е виолетово розе, овде веќе е изрендана. Да. Подготвена за да подготвиме свежи салати. Овој период на годината јас подготвувам полутопли салати. Значи, еве брокулата и морковот веќе се поминати на паре, а никако во вода. Ако ги ставам во вода, мал милион хидросолубилни минерали, витамини ќе излезат во водата и го осиромашуваме нутритивниот ефект на плодот. А на пареја кога се оди тоа, пак и на пареја кратко време, кога ќе се јаде, сепак да крцка во устата. Овде само лук не донесов, затоа што знам дека ако ви ставам лук сега во салатите, нема да јадете, затоа што сте на работно место, така? А инаку и лукчето и како го препорачувам во овој период од годината и празот. Празот да не го заборавам и празот малку го трнав настрана, доволно е само кромидот од таа категорија што ги имаме, за да имаме нешто токму бустерско, антиоксидативно да земеме во нашиот организам. Сите овие плодови, ова е цвекло, изрендано свежо. Салата со цвекло, со морков, брокула, трупкичка, прас, например, исечкан со маслинчиња само, малку сол, малку цедено лимонче или оцетче. Да. И еве салата, тоа е салата. И тоа е свеж зеленчук. Да, тоа обично го практикуваат многу веројатно и во оној период на пости кога е, барем јас така сум го забележала, но тоа не значи постите за Божик се нели почнуваат некаде во декември тамо и траат 6 недели. Крај на ноември почнуваат всушност. Така е. Да. Така да и тогаш се практикуваат не значи дека нема што да се јаде. И сега јас пред се ќе направам еден сосврс салатите што ќе го ставаме, многу едноставен, многу ефикасен. Ќе треба лимон сега да исцедиме, прво со сосот да завршиме работа, а потоа ќе ги редиме салатите, добро? Да, договорено. Одно што го забележав е дека ни недостасува од сезонското карфиол. Со причина го немаме или? Не, случајно го нема. Едноставно сметав дека доволно донесов, а карфиолот и така исто го ставам во категорија со брокулата. Секој од овие зеленчуци си има своја приказна. Секој е за нешто специфичен, мислам, за нашиот организам. Овие салати ние ги избогатуваме со наут, би требало што повеќе да го користиме во секој, ама буквално во секој дневие. Дали како леблебија, нели? Леблебија, од секој пат сме јаделе леблебија со суво грозје како комбинација. Дете кога бев тоа се користеше. Овде има маслиново масло. Сега го ставам лимонот. Значи лимонот во маслиновото. Да.
Сега бидејќи видов имате и балзамико тука, ќе ставам малку и балзамико. Дајте го. Така Со видов, црвеното нели? капач. Еве го. Да, добро, и такво имаме избор. Добро. На балсамико. Оце, значи може и тоа да се Еве да се малку и стави. балзамико ќе ставиме. Сол. Ево, ќе го ставиме поедноставно. И таа сол. Мед малку, да не го заборавам медот малку. Еве малку мед ставаме. Во овој сос што ќе го направиме фантастичен. И овој ќе одговара на сите салати што ќе ги направиме. И задолжително сенфот. Лажиче не треба? Да, лажиче за сенфот. Сенфот, знаеш ли, сум ти кажала кој го измислил, така? Може да се подсетиме. Ај. Не се сомневам дека Нели дижонскиот го сметаат за најквалитетен сенф, така? Се прави од синап, од горчица. Епа, има манастир во Дижон и калуѓерите го измислиле сенфот во Дижон и од тогаш станал во светски рамки нешто што се користи максимално и со право се користи. Зошто? Затоа што состојките во сенфот го помагаат метаболизирањето на протеините во нашето тело. И често пати, нели, бифтек кога седе, фрц, од озгора се става сенф. Тоа не е случајно, сенфот има огромна улога во метаболизирање на протеините од животинско потекло во нашиот организам, а згора на тоа и вкусен, нема шо. Да, многу е вкусен и позната онаа мешавина на сенф и мед само, нели? Не само тоа, јас имам и друга мешавина. Точно, убаво е овакво. Таа е, да речеме, можеби најпопуларна или почесто. Јас, чеки сега, да не заборавив нешто, сол. Сол, ете солта, зелената. Еве, готово. Овде отворено е, добре, сега. Да не претерам сам. Оп. Па добро, сега ќе оди во многу салати. Да. Може и да додадам малку масло. Може, да. Таман. Масленовата. Еве, и сега ќе направиме на вистина. Уште еднаш да повториме, значи имаме маслиново масло, имаме сенф, имаме цедено лимон внатре, мед ставив малку и балзамико ставив. Да, и сол. Ете, така и сол. И тоа е тоа. И сега го затварам капачето и ќе се измеша фино, како коктел мајстор некој. И ова сега и лукче, например, се става внатре. Може и лукче во прав или ситно исечкано лукче, но еве, нека ни стои сега вака. Значи, имаме дресинг. Дресинг за салатите. Да, ајде сега да почнеме и салатите да ги правиме. Да, сега ние ќе почнеме да ги правиме салатите, ќе ни интересира и комбинацијата на салати, тоа се ќе го прикажеме онака како што треба и каков бенефит има целове сезонски зеленчук што ги имаме тука по нашето здравје и се разбира многу други едукативни совети па и препораки од света, но ние во овој наш концепт во третата сезона имаме балансирање на убавата храна со музиката и имаме и таква тема, нели, во другиот дел од студиото, во малку ќе го представиме со Марча следниот гостин, поточно Марко е веќе подготвен, а потоа ќе се навратиме ние во меѓувреме ќе продолжиме со правењето на салатите, кој што ќе може да се види, а потоа ќе се навратиме и со она кое што треба да го докажеме, да не останеме недокажани. Трикови да си ги имаме оние дресинг за салати во секој време што се вели, така што кога имаме цвета, имаме цело виножито на трпеза. Како и да е, Михаел вели, дали јас потоа со тебе ќе јадам, ја викам апсолутно и така не си дручко, ама таман ќе си се нагостиме. Михаел Паврушев денес во студиото на Утринска Телма. Знаеш дека се обидувам, се сетам кога последен пат направивме интервју, ама знам дека еднаш моравме да прилипеме поради пандемијата. Нешто имаше, знам дека во тој период, ама го помнам убавото искуство 2016-та, подсетиме, ако погрешам ќе ме поправиш, 40 годишното творештво. Не, 40 годишното творештво беше со Леписол филхармонија. Така нешто беше, мислам, Леписол филхармонија. Симфони. Симфони во така? МОБ беше тоа. Мислам дека тоа беше последната заедничко. Па и мене еден од последните концерти во Скопје. Инаку? Да, инаку не свириме многу во Македонија, за жал. Макар што Два јас пати. Сериозно? Ја имам чувство дека сега веќе некако, ќе те прашам и ти да ми кажеш, некако се институционализираше джезот, така? Тука беше Гоце Стевковски и така натаму, нели сите оние кои што беа од джез друженијата на Македонија,
па подпомогна заедно со вас цела поддршка да можеме некако да го ставиме како институција джез Многу целата убаво джез за музиката. ЖМ, да, што добија Таков национален статус. оркестар. Да, па немавме оркестар ние долго време. И им честитам на тоа што успеа да се изборат за Да стане станат институција. оркестар, да, прав на некој оркестар. Иначе да, зажиме издавач на мојот албум. И сум член на тоа здружение. Да, и ми не да сум да свирил прашам. никогаш во тој оркестар. Се надевам наскоро Ама дека ќе колективот сте направиме тие. нешто. Тие сте музичарите, тие сте креаторите, Тие се тие најдобрите. најдобрите. Да. Велиш, помина години, јас искрено со тебе тоа интервју последно го помнам, баш лепи со симфони филхармонија, ама сега еве ми дадеш поддршка дека пак летова сте имале уште неколку настапи, тоа е што велиш на неколку километри до Призрен и сте имале, ако не се лажам, во Црна Гора, лепи со концертиравте. Па тука на овој крај на Балканот настапувавме, значи Црна Гора имавме доста настапи ова лето. На фестивал Made in New York настапивме, кај што настапуваат Денис Чемберс, Майк Стерн, дури Вен Шортер има настапено на тој фестивал. Имавме таа среќа да не повикаат. Не повика и на Јадрански некој джез фестивал, сега точно не се сеќавам на називот. Летово се, Михаел? Да, летово активно беше доста. Овде Ти настапивме повеќе беа во од два Охрид. настапи, сигурно. Не, два беа во Македонија, во Штип и во Охрид настапивме. Нешто нашава држава не става вајда во... Мислиш на Она- маргини сте некако? Не, едноставно не пееме на српски. Јас па имам друго поинакво чувство. Годинава некако, не знам, All About the Jazz, после крај Вардарот Jazz. Добро, тие манифестации се алтернативни. Да, меѓутоа, джезот некако е сцената кај што се меѓу другото промовира твојот тип на карактерна музика и джезот мислам дека сепак некако доживува своја експанзија. Не знам, ја имам такво чувство, бар со дузина твои колеги кои што зборевме некако Ако се има... сетат, да, ако се сетат, па те повикаат на настап. Јас лично не сум многу задоволен од нашиве менаџерски тимови, не ги ни познавам усвои. Значи треба веројатно поприсутност. Мислам мала дека поголема. они треба некогаш да се сетат, да се јават, да не повикаат дали имаме нови материјали или инострани соработки. Нели ја долго време бев Хрватска, Словенија на тоа тржиште. Што не остварив тамо, овде никој не знае за тоа. Подостварување, значи подпишување на договори, Михаел, во тој период или? Немало такви, ја нели сум фриленсер, настапувам со светски джез музичари, типот Джо Пандур, Игор Безгет, Тадеј Кампел, тоа се за жал овде no name, кои се многу познати во своите држави. Со Игор Безгет имам преку 17 проекти реализирано. Може и Ако не се 20 радам, да се- Словенец беше така, Да. родом Словенија. Многу битни соработки, многу битни албуми, што ја во кариерата ги имам остварено. Така да би сакал да свирам што повеќе овде во Македонија. А што е со Леписол, кажи ми? Имате Ние со Лебисол сме доста активни оваа година, како што кажав, имавме доста фестивали од типот блуз, джез фестивали. Не сме заборавени, но тоа е една друга димензија. Може би затоа Лебисол не настапува на македонските джез фестивали, затоа што тоа стварно е многу квалитетна музика. Ама никогаш не заборавен. Барем Телма никогаш не ги заборава Леписол. Не Сега, може да се заборави некој- тоа, ама едноставно не припаѓаме на тие малечки фестивалчиња што се одржуваат тука во... Пе добро, ама мислам дека нели и треба да бидеш агилен, да се адаптираш на секоја сцена. Мислам дека музиката треба да ги обедини сите нации, па и помали или поголеми народи, како и дали конзументи на джез музиката. Колку си поприсутен, тоа исто е како за медиумот. Мислам дека не се сложиш дека Мислам, треба да си поприсутен за да не би требало Мислам дека треба што повеќе да доаѓам на телевизија да зборувам. имено. тоа ми е Ама мислам дека и генерално музиката заборавен. заслужува на поголеми или помали сцени да биде присутна.
важно е да имаш квалитетен избор на луѓе кои што ќе те конзумираат. Секако треба што повеќе слушатели, повеќе да се едуцираат, родителите децава да ги учат малце што е квалитетна музика. Не треба да слушаат кирилица или латиница на разбирлив јазик. Не мора да има текст музиката. Како што всушност и самиот джез, така. Може да има инструментални аранжмани кои се исто така позитивни за младите. Да се едуцираат малце луѓето. Овде не се едуцираат баш доволно за музика. Да, посетуваш наставни генерално и бидејќи ги спомена младите, имам чувство дека пак ќе кажам се дава простор да речеме МКЦ е едно од оние можеби протежеа кои што среќа што постои МКЦ, се сложувам како институција. Не знам дали досега има и некои други институции што се окей. Не сум ја нешто присутен тоа по концерти да идам да тоа на времето го правев, кога ми беше досадно. Сега имам многу повеќе обврски, имам фамилија. Така да мислам на тоа и мислам на свирењето, вежбам, често сум со некаков инструмент. Не ми се бубњевите инструмент за вежбање, значи вежбам бас или гитара или свирам клавиатури. Компонирам често кога добивам инспирација. Тоа значи дека работиш по проектот Агол сега веќе на друг материјал за што ќе збориме? Да, долго чекав да издадам албум. Официјален Агол е ланска година со големиот ансамбл Парусион со 9 музичари. Сега да не ги споменувам од гудачи, дувачи и нормален оркестар. Мите Димовски беше продуцент на тој албум. Мите тралала. Да, има фини критики низ екс-Југославија. Тука мислам дека никој не напиша, осим Тони Димков напиша уствари една фина рецензија на албумот, тоест представување на мојот материјал. Чекав од некои критичари да напишат нешто, очигледно него ни преслушале, зашто луѓето немаат време за музика за да слушаат. Пак ќе кажам, одредена категорија на луѓе ќе се изненадиш дека понекогаш си го посетуваат времето за некоја таква интроспекција и поврзување со... Јас се радувам што обстојува джез фестивалот и честитам на 42 години. Појде Не одам веќе на тие концерти. Се видовме што требаше. Па добро, но понекогаш убаво за душа. Може за публиката, за мене веќе тоа е нешто од мината. Многу сум подалеку од идења. Тоа значи подалеку како мислиш? Другачие размислувам, не можам да слушам туѓи ноти, можам само мојата музика да... Не би сакал ти понекогаш да дадеш рецензија некоја за колегите? Да не можам поред Бил Еванс. Добро, ма да речеш кога би требало да настапиш со некој A-listers на сцена, така? Не би требало некогаш да знаеш со кого си на сцена и да можеби тој бара од тебе да... Не можам со секого да свирам јас. Порано можда можев, ама мислам дека кратко траеше тоа. Од 2002 навака мислам дека бирам, многу ми е добро. Добро се чувствувам кога свирам. Значи работам само со одредени луѓе, со одредени пријатели кои членувале во мојата група, се уште сме пријатели, не се караме више како порано како деца. Долго време сум веќе 14 или не знам колку години сум со Лебисол. Имам што да правам. Имам многу музика што треба да се слушне. Може би не сега, може за 30 години кога се слуша таа музика. Тоа мене ми е и целта. Да направам нешто фино за некого, може би е тоа джез рок, така ја викаат мојата музика фјужн. Ја викам модерна македонска музика, затоа што има се. Има тоа што сме ние, македонците, македонскиот ритам, македонската хармонија случајно е присутна, не е ништо намерно правено, зашто ако правиш наменска некаква песна, ќе ти искочи као некој. Не сакам да се фалам, ама ова ја што го правам, мислам дека е многу модерно и ќе се слуша за 15 до 30 години. Добро, дали значи дека концертна промоција на Агол, кој што беше, ако не се лажам, во мала сала на Филхармонија, имаше турнија, се планира турнија, што вели сега? Имаше неколку настапи, свиревме на Штипски джез фестивал,
Тоа беше на почетокот на октомври, ако не се лажам. Тоа така се? ланска година свиревме ние на тој фестивал. Онда не се сеќавам многу колку сме настапиле, изгледа сме настапиле 5 концерта можда имало од кој излезе албумот. Работам на тоа, има некои светски джез фестивали што очекувам да ме повикаат. Сте во конекција веќе? Јас сум цело време на некаква конекција, дури некогаш и глава ме боли од телефон и од тоа организирање каде Тоа значи дека треба менеджер плюс. Не знам. Како иде сериозно, Михаил, со менеџирањето на джез музиката, подпишување на лейбл договори и така натаму? Одбив еден договор сега скоро, зашто бара да ми ја доставам мојата музика да биде нивна. Зарем такво нешто И постои? тоа постои, да. Ја не се откажав од своите права, така да албумот не излезе на она друга, како се вика, излезе во Македонија, не излезе на друго место. Се остана тука локално. Зарем она што се вели народски апла го побараа тоа тебе да се потпишат тие како Добро, тоа е продукција? вајда принцип на сите светски издавачки куќи, да се откажеш од правата. Ја нема да се откажам од моето име. Македонија ми е името. Добро, тогаш да речеме каков е начинот на промоција на джезот ширум светот. Кој преседан треба да го направиш за да Треба да многу речеме... пријатели да имаш. Аха. Тоа изборим и за Да, и джестината? треба една година да Зашто се мислам слушаш. дека комерцијалната Ке те мејнстрим... викнат на интервју, ето имав Нови Сад интервју, имав на некое босанско радио исто интервју, се скаравме со водителот на крајот. Ме тераше да зборам глупости. Имав една фина рецензија од Драгутин Матошевиќ. Тоа за мене многу значи. Национал Загреб исто така ми направија фина рецензија на албумот. Тамо дури напишале дека фали електроника. Ме оценија со 4 и би се допадна тоа, а уствари не знаат дека таа музика беше електронска порано. Или бевме помлади па слушавме таква музика и идевме со трендот. Но ја не престанав да пратам таква музика. Тоест и се уште ја правам на ова помагало компјутер што го нарекуваме. Нели тоа една звучна картица, една MIDI клавиатура можеш да направиш многу големи работи. Тоест да им доставиш на колегите ноти да отсвириме таа музика и во живо. Јасно. Значи сме со времето и малце понапред. Да. Добро, како и да ми се допаѓа што сигурно влегуваш во студио и ја создаваш джез музиката. Тоа го коментираме со дузина артисти, колеги твои од друга Добро, стена. тоа се фри джез артисти. Ја не, јас се припремам дома, како ти што се припремал за Да, генерално за работа. емисијата, така е. Ја дома тоа го мислам или 2 недели или 2 години. Додека ферментира Можеби и целиот 5. процес. Зависи од тежината на музиката. Што е потешка, музиката е поинтересна. Каде го снимаше Агол? Каде е снимен? Агол е мастери? снимен кај Мите Димовски во Тралала. Значи, Мите ни е... Многу убаво си поминавме тамо, некои 5-6 термини, од кои 2 беа само за свирење, другите беа за миксање. Многу сум задоволен од продукцијата, чиста, природна. Кој како освирал, немавме ништо за поправање. Не користевме гумички. Аха, ревидирање немаше на Немаше ништо од никаков проектот. едитинг. Така свириме, така знаеме да свириме, само најдобро, нели? Не се ни сомневам. Скромно да кажам. Не се ни сомневам. Дека сме најдобри. Не се ни сомневам. Нема подобри музичари од македонци, да знаеш. Велиш така? Да. Убаво е да си го цениме нашиот труд. Многу сме информирани, многу знаеме, онака, ако сме 5 луѓе во бенд, сите знаеме што треба да правиме. Тоа е многу добро, Во што една сме симбиоза да сме. на време разбудени. Ете. Значи, свесно реагирање на полето на музиката. Иако верувам дека и од забелешки, од грешки некогаш од тие, да речам, падови во животот Тоа рокерите викаат така, дека джезерите прават музика од грешката. Така? Ама добра е таа грешка, да. Па не знам, добро звучи. Ја знам, ја имам осетено таа. Тоа е некој минимално губење на свеста од умор и онда ќе ти утне рачето или ќе ти падне палица. Ама па не звучи лошо воопшто. Природата Знаеш дека е ова што го тоа. кажа пред години, не знам сега точно кој концерт на Скопскиот джез фестивал се случи на еден од артистите да му се скине жица
Дали беше контрабас, точно не знам. И тој самиот направи дигресија од концертот и вели, јас ја зинам, меѓутоа и ова добро ќе звучи. И продолжи да свири. Така што и таа, да речам, грешка во целиот тој пренос или речем концертирање беше и звучеше добро. Кинење жица е техника, тоа значи требало да се припреми. Јас сум Не, строг ама си за продолжи тоа. нормално и сосема добро звучеше. Сака да каже дека се случува и на нели на добрите Знаеш колку се звучеше. радувал. Јас се радувам кога ќе скршам чинела или палица. На сред концертирање? Да, многу ретко го правам тоа. Супер. Ништо, да видиме само ние кусо Цвета денес Динева не е во студиото и Ивана подготвува да ја видам секогаш кога не е Цвета во студио, па и практично е секогаш најшарено. Најчесто велат Цвета, не знам дали ќе се сложиш, меѓутоа имаше пред некој ден, не знам точно дали Пирс Морган како новинар, имаше со една активистка која што е за климатски промени и некоја дискусија водеа дека секоја географска положба и земја треба да се јаде својата сезонска храна, односно нели да речеме Приоритет да биде. да, приоритет. Тоа не значи дека нешто друго што е фино и здраво, дека не треба да се Меѓутоа, што вели, конзумира. да. Не треба прагматични да бидеме, меѓутоа секогаш она што ни е автоктоно во дадена сезона, тоа треба да земе примарно место. Така. Зошто? Затоа што под ова поднебје одгледувано, под ова сонце, со оваа вода, и највеќе енергија има затоа што дошло од Ресен, дошло од Јасно. Битола, дошло тука е. Дестинацијата е тука и енергијата е сочувана. А кога се транспортираат со големи дестинации, тогаш веќе сакали или не, енергијата што ја има дадениот свеж плод, сакали или не, како и да се чува таа паѓа. Паѓа, така. Од силна биоактивна енергија веќе се снемоштува. Дискусијата баш беше за авокадото, вели таа. За да стигнат, вика, вели авокадото до нашата трпеза треба да прелета многу нели километри. Ама па има бенефит страшен. Авокадото именно. го третирам како терапија за одредени состојби на организмот. Зошто? Затоа што ги има оние мононезаситени масноти, исклучително здрави за нашиот организам, како што ги има маслиновото ладно цедено. Ама маслиновото ладно цедено човекот го прави, а авокадото Господ го дал. Дали се разбираме? Јас вака викам, бананата, авокадото се сепак плодови кои што може да патуваат големи дестинации и многу да не изгубат од она што треба Од својата есенцијална вредност, така. Точно така. Има некоја логика, Господ природата, како сакаш кажи, што нештото ни го дарува иако не е тука во нашето поднебје. Има нешто. Инаку морам да му кажам на Марка дека бевме искарани денеска од Цвета ја и ти. Да. Не, Што се случува? За комбинацијата? Ке ви искарам бак, да. Значи јас ве молам, немојте да ми го овошјето комбинирате со ништо друго освен со јаткасто овошје, свежото со суво овошје, со семиња. Тоа е таа комбинација. Значи, ова е Доктор строго Хей ги забрането. потврди сите овие комбинаторики на храни и моето скромно искуство од веќе 24 година, како го работам ова што го работам, значи не го комбинирајте овошјето со ништо друго, само со себе, со вода, семки, јатки, односно јаткасто овошје и тоа е тоа. Во моето Тогаш бенефит зема целото тело. А сега вие ставивте експандирана житарка под име Грчки овесни јогурт? снегулки. Нема врска тоа, грчки јогурт не се Добре. мешам во тоа. Значи, јогуртот како јогурт оди со, бидејќи е течност, оди со овошјето. Ама не и млеко. Млекото знаеме дека нешто многу не го бендисуваме, ама јогуртот со пробиотски култури внатре веќе е нешто. Но најдобра е комбинацијата овошје, како што кажав со овие Со комбинации, и водата. И водата. Немојте со тие житарки, аман те више се побудалев, не можам више, како да ви кажам, Едукација доста мојата. веќе. Правете ги сами житарките, купи си овес, купи си овес жито. Ги има по маркетите на пазар. Кисни го од вечер, до утре во вода. Ке излезат фитатите. И сега кога го нема црвениот семафор, сите расположливи нутриенти ти се на На дофат. располагање, така. Да. Мала термичка обработка од 5-7 минути, од озгора со капак, да отстои малце, нели да се здуши, и после комбинирај го со јатки, ориви мелени, заслади го со мед, да речеме, нема проблем. Доста ги правите овие фалш комбинации. Значи, овој се строго Хајде, треба да го да. отфрлиме. Да, сега Снегулките, не да го отфрлите овесот. Односно, Да, снегулки. Мајка ти Така е, овесни да. снегулки јадеше кога беше дете. Да. Да, Не. претпоставам дека не, Ма меѓутоа нема што да претпоставаш, не постоева такви индустријски производи.
Ете така. сега Искарани... Знаеш да колку го... сум љута? Апсолутно и така треба да биде, значи едукација во етерот. Ти овесни снегулки ваши. Да, денеска ги употребуваме во секој тип на исхрана, да. окей. Сега, да го одвоиме ова со овесните снегулки суна, кој што многу здраво и потребно го направивме, односно го направи Цвета, не сакам многу помош, ја излипив еден морков и исецкав малку ореви, тоа се таа сама го направи и го декорираше, како што можеме да видиме превкусно, односно преубаво изгледа, а веројатно и превкусно со сите зеленчуци сезонски кои што ги ставивме. Дали, ајде тука ќе направиме, имам уште малку за декорирање. Кратката пауза со реклами ќе направиме тука и после ќе објасниме се што ставивме, ќе го ставиме дресингот и уште Сега сакам да го направиме тараторот малку поинаков од кој сме со кој сме научени да го имаме, значи ќе ставиме во тараторот цвекло, а што друго после реклама. Важи, договорено. Еве сме со оваа разнобојност, разновидност од сезонски зеленчук, кој што го кажавме на самиот почеток во овој дел во оброкот на денот во утринската телма во нашата кујна, каде што нема што нема. Цвета секоја чести за декорирањето и за комбинациите и за цела работа. Јас фино со внимание надгледував. Вака сега, го правиме тараторот, цвекло рендано. Рендана бела трупка еве внатре, немавме време да ја дорендаме, иначе би било фино. Наместо лук еве во кромидот виолетов го ставив. Ке ги измешам, малку сол ставив. Нели, сега веднаш ги ставам и оревите, фрц, 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 готова работа. После за одозгора малку за декорација. И сега киселото млеко е наред. Се вика таратор затоа што има кисело млеко, пошто нема друго ништо. Затоа што се и се што има внатре, точно заради тоа се вика тараторот е, нели, ако вообичаено го јадеме со краставица, со лукче го конзумираме. Пробајте со друг зеленчук, ќе видите колку е интересно вкусот, колку е приемчив. Така да. А ти во меѓувреме стави сега од ова дресингот. Дресингот, еве ни го фати го со рацете. Ете така. Нисам наталожил. Еве тараторот, ќе ставам и Макдонос, овој француски бушав Макдонос. Ми се види интересен и затоа него го купив. Ето вака. Ова упива, може малку така Ова да е, ставиме. како да кажам, кисело-млечна салата. Добра? Да. Убави комбинации, сега ќе Значи ставам... цвеклото може да се комбинира со млечно. Да, како не. Значи, секој зеленчук може да се комбинира со кисело млеко, со некој добар јогурт, без проблем. Еве вака, сега малку од бушавиот Макдонос ќе ставам, ќе засечкам. И дозата сме ја погодиле, точно излезе за сите три салати, за овде не треба. Не, ќе ставам тука малку маслиново масло. Добра, ма од ова не треба. Да, не Добра. треба. Еве вака да ги доставам оревите, семките. За лепчињата не ни остана, ама добро ќе кажеме дека може и на Да. лепчињата да се стави од овој дресинг. Чекај сега масло ќе ни тајме, што се секираш? Да се си има чаре. Да, Ете така, ова ми е маслото. Малку овде цак, 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 цак. И еве на овие оп. Вака. За декорација да не бидат така сиромашни, некоја маслинка вака од страна. Ставена. Опа. Поинтата на она кое што денеска го правиме се есенските свежи салати, рековме, поточно Да. идејата беше твоја да потенцираме дека не е само туршијата она која што ја имаме на располагање во текот на есенско-зимскиот особено период, туку дека ние тука се потсетуваме за сезонскиот зеленчук кој што го има и од кој што еве можеме да видиме какви комбинации се прават, така? Да. И не дека не треба туршијата да се јаде, треба, Јас но не да не реков биде да не се јаде да не биде далеко само од тоа. но да се внимава, например, кисела зелка, со полно срце препорачувам. До расолницата, до самата зелка. Например, може посебно буре со црвена зелка, затоа што црвената зелка има уште повеќе антиоксиданси од обичната зелка, да речам, и би било фино да биде искористена како туршија. И утрово на супругот му кажав, молим те едно мало буре со црвена зелка за мене специјално.
И да, ќе имам такво Ќе имаш, нешто и супер. ќе ви донесам во некоја од наредните емисии кога ќе стаса зелката, нели, да ете. Договорено. Да го пробаме Да. и тоа. Вака да не биде сиромашна чинијава, малци да ја додадеме некои елементи што ќе ја разиграат. Денеска на нашиот астел се е само сиромашно не е, затоа што ете имаме навистина една одлична комбинација, односно предлог за здрави и свежи салати кои што можеме да си ги практикуваме секојдневно, кои што ете не одземаат многу време, а при тоа знаеме дека апсолутно ќе ни дојдат добро по нашето здравје, но и ќе ни заменат и оброк ако земеме предвид дека еве конкретно во ова имаме брокула, тиквица, морков и јајца од препелица, јајцата кои што ги препорачуваш нели постојано. Еве са бајле испив 3, нема повеќе, инаку по 5 вообичаено ги пијам. А дозата е дневно Секој исто утро по 5 јас дозата? по 5 пијам, да. По 5 овој период на годината, летно време речи си и да не ги пијам, затоа што сонцето си она што многу дава. Да. И сега го имаме уште деја, ама не е тоа сонце што беше летото. Да. И сега веќе е време за бустери природни. Јајцето од препелица, сите оние во прав, спирулина, хлорела, зелена пченица, јачменова трева, тие зелени бустери кои што се полни со висока енергија, кои го алкализираат телото. Ако сакаме да бидеме здрави, треба здрав почеток на денот. Вода со 2-3 капки лимун или само вода, нема потреба да се комбинира со ништо. Едно овошје, јаболкото му давам предност во овој период на годината. Живите јајца од препелица или изматено зелена пченица со цедено лимон, вода, попатно се јади јаболко. Калинката сега, цедена калинка, ама вода да се стави внатре. Значи ти добиваш нешто наутро, очите, вика, пијам кафе, очите ми се отворат. И цигара. Демеко очите ми се отворат. Абе, какво отварање очи така бе? Ајде вака, мајка природа што дава да стварно ти се отворат очите. Да. А ѓумбир доаѓа во комбинација Ѓумбиро, како... да, прстофа ѓумбир слободно се става, и куркума, тие се, значи, нешто што треба микроколичини да се користат, да не се претера, затоа што може да дојде и до крварење, како аспирин кога се пие. Така да тоа со усул. Добро. Со усул има милион работи, ама е, да кажам, најдостапно, дофатно нешто. Кој има пак јајца домашни од кокошка, трак едно јајце на сабајле живо. Тоа е извор на живот, биогена енергија. Тоа е исто овие зелените што ги спомнав, мед малку во напитокот кој сака малку сладкичко или маџун. Маџунот е исто фантастичен. Кавадарци неготино го прават. Еве сега е сезона кога може да се најде маџун. И кога треба да се треба се практикува, да се конзумира, токму за имунитетот и за нели одржување на добро здравје. Жити се, значи јас. Да, го гледаме се воодушевувам, нели? Јас се воодушевувам да бидам искрена. Да, одлично изгледа и кога ќе се внесе нели сето ова, тогаш во текот на денот знаеме дека сме се обезбедиле, како рековме, со минерали и со витамини. Па да речеме, оваа салата, па и оваа се комплетен оброк. Не треба нешто да јадеш. Така, да. Може би треба да споменеме дали постои некоја категорија на луѓе, за жал одредени луѓе кои што имаат можеби проблем со различни хронични болести, има ли нешто што би требало малку поретко да се внесува, да се исклучува? Значи вака, или повеќе да се внесува? Во акутна состојба луѓе кога имаат проблем акутен со цревата, со желудникот, не може секој ваков свеж зеленчук да користат во моментот, но задолжително треба да користат што? Еве тиквицата, ова е тиквичка свежа, нели, на ленти ја исеков, тиквичка свежа во комбинација со морков. Тоа е таква свежа салата што јас ја препорачувам кај оние што имаат акутно состојба на, да речеме, колон иритабиле, гастрит некој, во моментот ги имаат болките и обично не им се дава да јадат свеж зеленчук, да не ја влошат состојбата. Не, мора да ги храниме добрите бактерии во дебелото црево. Со што ги храниме? Со пребиотици. Што се тоа? Влакната. Затоа најзгодно за таква состојба е свежа тиквица изрендана убаво
и со морков изрендан, со маслиново, малку сол, 2-3 капки лимон, ништо повеќе, мора да се јаде, да го подкрепи она јадење што е термички обработено. Така е. И совети и одлични вкусни зелени сезонски, односно разнобойни, не само зелени, сезонски салати добивме во овој дел од денот, каде што правиме, нели, секој од нас веројатно од работното време мала пауза и ова можеме да го изедеме, да се освежиме и да бидеме здрави, одржуваме добро здравје. Цвета, благодарам многу за времето. Благодарам за оваа брзина и ефикасност, за ова да изгледа вака како што изгледа, но и за сите оние совети кои што се добродојдени за нашите гледачи и верувам дека ќе се видиме таму негде кога ќе почнат постите за уште некој рецепт плюс кој што е добродојден за оние кои што постат, но и за Да сите нас. сватат дека ако постат, дека тоа е исклучително здраво нешто и нема да има потреба од отецот да си бараат разрешување, да јаделе ова или ова, затоа што биле болни од тоа и тоа. Не. Постот е токму момент кога болестите што ескалираат, се стопираат, дури и се уназадуваат. Затоа што тогаш се јадена храна, Бог што ја дал, природата е дала, кој како љуби нека каже, и тоа е она што ќе му помогне на телото, се разбира, телото кога е релаксирано од болка, ти си порасположен, хормони на среќа ти се на повисоко ниво и тоа е тоа. Наскоро ќе потсетиме Доста за... мислиме дека месо трасија, па не знам, сирење, кашкавали, кои се моја слабост. Не. Еве, навики се во прашање, но можеби ќе сме ги смениме. Како и да е, само на крај јас би сакал браво. само добри слушни ги добрите совети. Затоа често имаме и Цвета во студио. 28 октомври концерт, ако не се лажам, ова ќе биде повторно основата модерна традиционална музика, но во сосема нова верзија. Би сакал да ги поканиш гледачите на Да, би Телма. сакал да ги поканам гледачите и слушателите на добра музика. Оние кои не знаат што е џез, нека дојдат да видат. Ние ќе свириме некој тип на џез, тоа е модерната музика. Ќе се осврнеме на тоа што јас и Зоран Костадиновски веќе 20 години го работиме овој проект. Моментално имаме нов пианист Јован Цветковиќ, Дионис Стратров на бас, Петар Колевски на кларинет и на саксофони, неколку дувачки инструменти. Јас ќе симулирам некакви бубњеви, тоа тапанија го викаме на нашиот традиционален. И се вели од гитара до гитарска дисторзија. Да, гитарата може да дисторзира и без дисторжен ефект. Самите фреквенции може да доведат до тоа. Ќе биде фино слушливо за уво, не е нешто да смета. Да прави дигресија од целокупниот концепт. 28 октомври. Имам одбрано нови и стари композиции. Значи ќе свирам нешто од периодот на Кавалинаус, па Агол, кој официјално искочи како албум. И осетете го ритамот, тоа значи Feel the grooves. ритам што го сите што го состоиме ние, нели, балканците. Нели викаат 7 осмини, не е само 7, 11, 18, 9, 5. Да не зборувам за нашите традиционални ритмови, многу ги имаме. 3 напред, 3 назад, орцата. Јас ја сакам македонската музика. Затоа велиш и основата на овој проект е всушност И исто. потекнувам од Музичко семејство? Од музичко семејство. Ке нас била традиција народната музика. Татко ми бил рокер и јас сум бил рокер, но народната музика е нешто што ние го имаме тука. Да, И во крвта. Во ДНК-та. Инаку 28 октомври локација? Public room, јавна соба, нели така на нашиот јазик се преведува. Тоа е фин Да, супер. мултимедијален Простор, простор. да. Ова ќе ми биде некој трет концерт во тој простор. До сега беа успешни, се надевам дека и овој ќе биде успешен концерт. Не се ни сомневам. Нема да има Дечико. камери, не мора да се дотерува Не, публиката. баш feel the grooves. Баш feel the grooves. Нека дојдат да слушаат добра музика. Одлично. Јас за тоа постојам, поради музиката сум на оваа планета. Многу ти благодарам што ја посети Телма телевизија. House Masters и Румене ќе оди во продолжение и ќе ви заблагодариме утре повторно во 6:55 ве чекаме на Телма телевизија.
tišinava krije, hlavoka strast, pameti šli rumena. Varav ljubov pričina, se sećavaš li rumena? Najdov život suština. Sonce, sonce i nebo, i zemlja, i dom, i bol, i radost, son moj. Traži nešto rumena, bavno dopri meso glas, šepni mi rumena. Tišinava krije, hlavoka strast, pameti šli rumena. Varav ljubov pričina, se sećavaš li